Почитувани, само владата за една намена, заглавена во криминогени делувања, може да се радува на промена на устав со цел промена на уставното име Република Македонија. Промена на македонскиот идентитет, на македонската историја, посебност на својот народ. Само влада која што има сериозни хипотеки може да посегне и да го згази достоинството на народот, на пратениците, на собранието, на судскиот и обвинителскиот систем, само и само за да се ја исполни својата единствена цел на своето постоење, промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. И потоа да се фали со тоа. Само Зоран Заев и неговите однародени ликови, кои што му се во власта, може да се гордеат со лагите и со бруталностите и со теророт врз волјата на народот, врз јасно изразената волја на граѓаните на референдумот од 8 септември 1991 година и потврден на 30 септември 2018 година. Македонија денеска е завиена во црно, бидејќи се чувствува продадена, погазена и уништена. Останува запишано дека 81 човек во парламентот го променија името и идентитетот, а не народот, не граѓаните на оваа држава. ВМРО ДПМН и мнозинството на македонскиот народ и мнозинството на граѓаните на Македонија не го поддржаа овој договор. ВМРО ДПМН ќе направи се што е во негова моќ да се исправи неправдата во иднина. Почитувани, ништо не направија, освен предавство и кариеризам. Зоран Заев и оваа влада, октроирана за едно прашање, ја заврши целта на своето постоење со национална катастрофа, преку промена на име, идентитет, јазик, историја, култура, образование, промена на се што е македонско. И оваа влада тука завршува. Залудни се ветувањата, тие не го покриваат срамот со промена на името и идентитетот. Лажната еуфорија ниту донела, ниту ке донесе подобро утре. Ниту можат, ниту знаат, ниту пак сакаат. Подобро утре бара работа, бара волја, бара почит, бара реформи. Подобро утре нема со згазен правосуден систем, со згазен парламент, со криминогена и коруптивна влада. Македонија е фрлена на колена, народот е излажан и обесчестен. Економијата е на нула, имаме уништено здравство, неквалитетно образование, земјоделието скапува на нивите. Во 2 години власт, освен продажба на националните и државните интереси, сведочевме за криминогени тендери, партиска полиција, мафијашки престрелки на улици, нерасветлени убиства, уништено здравство, колапс на земјоделието. Не можат, не умеат, не сакаат и секој ден со нив ќе биде полошо. Заев и вие од осрамотениот СДСМ, не бегајте од одговорност. Немојте да се криете зад партиските одлуки. Излезете на избори. Тоа се избори каде што ќе победи народот, каде што ќе победи ВМРО ДПМН, за да победи достоинствена и горда Република Македонија. Да живее достоинствена и горда Република Македонија. Ви благодарам.